Ти благодарам, Даниела. Почитувани присутни, ви благодарам на присуството. Градежништвото не беше директно погодено од пандемијата на COVID-19 како другите сектори, поготово транспортот и угостителството. Меѓутоа, поради неговата поврзаност со најпогодените сектори, кајко и заради случувањата во рамки на глобалната економија, сепак градежништвото не остана имуно на последиците кои оваа пандемија ги имаше и кои се одразија врз стопанството. И дополнително влијаеше на забавениот економски раст на градежништвото, кој почна да се чувствува уште во последниот квартал од 2019 година. Така да, од растот 8,9% во третиот квартал од 2019 година, со завршување на годината и пред почетокот на кризата и со отпочнување на кризата, евидентно е дека бележиме раст на динамика на економските текови во градежништвото, со сето тоа да заврши со пат од 12% во вториот квартал од 2020 година. Третиот квартал од 2020 година имаме мало помрнување на интензитетот на градба и на растот, бележиме раст од 3,4%, но во последниот квартал од 2020 година бележиме пат од 1,4%, што значи дека градежништвото во 2020 година бележи пат од вкупно 2,1%, со назнака дека со почетокот на пандемијата, а тоа е вториот квартал, бележи драстичен пат од 12%. Бројот на активни деловни субјекти во градежништвото изнесува 5263 или 7,2% од вкупниот број на активни деловни субјекти во Република Македонија и е на истото ниво од 2019 година. Со тоа што се уште 83,5% може да заклучиме дека се компании од 101 до 9 вработени, а само 0,15% се компании кои имаат над 250 вработени. Бројот на вработени изнесува 55.165 или 6,9% од вкупниот број на вработени во Републиката, што представува пат минимален од 1,6% за разлика од бројот на вработени во градежништвото во 2019 година, што не донесува до заклучок дека градежниот сектор не испуштил работна снага и успеал на плеки да ги понесе сите последици кои ги носеше пандемијата од COVID-19 во текот на 2020 година. Со тоа што и деловните субјекти бележат ист ранг како 2019 година, можеме да кажеме дека успеа на свој плеки и со своји сили да ги издржи сите оние притисоци со кои беше соочено во 2020 година. Но поновите на компаниите и очекувањата за 2020 не се исполнија. Токму спротивното. Градежните компании, иако со задоцнување, сериозно во моментов ги чувствуваат, иако задоцнето, последиците од здравствено-економската криза, и со оглед на тоа дека деловното обкружување, знаеме во какво деловно обкружување се наоѓаме, големини трошоци за репроматеријалите, организација на работењето со кое се налагаше и предвидуваше заштитни мерки и низа постапки со кои што градежните компании се соочија, се со цел да ги почитуваат прописите и мерките кои ги задаваше владата, а се со цел намалување на здравствената криза. Но и намалените капацитети на централната и локалната администрација, намалување на интензитетот на јавните набавки во градежниот сектор во изминатата година и во почетокот на оваа година, како и низа предлог измени на закони кои негативно влијаеа врз деловниот амбиент, поготово предвидувањето недела да биде неработен ден, се одразија врз вкупниот деловен амбиент и врз условите за работа во градежништвото. Поразителен е податокот од првиот квартал на 2021 година, а тоа е дека секторот оствари реален пат од 16,6%, со изразен пат во високоградба од 18,2% и 14,9% во нискоградбата. Приближувањето на падовите и во двата сегменти на градежништвото ни дава знаење дека имаме тајминг на целокупна загрозеност на секторот глобално. Уште на почетокот на пандемијата порачавме дека градежништвото како стопанска гранка може да биде потенцијален двигател на економски раст и да биде предводник во закрепнување на економијата. Но само доколку се посвети соодветно внимание на конципирање мерки прилагодени токму кон специфичноста на овој сектор. Меѓутоа, до сега сме сведоци дека не се предвидени такви мерки, дека градежниците ги користат општите
општите мерки кои се предвидени за помош на стопанството. Дополнително одредени јавни политики и случување во индустријата на градежни материјали доведоа до факт да се влее несигурност и нестабилност и страх кај производителите, така да што можеме да заклучиме дека градежништвото не дека нема да биде двигател на растот, туку може да се соочи со згаснување на градежните капацитети во определени негови подсектори. Поради тоа, на денешната пресконференција сакаме да ставиме акцент на две многу битни проблеми од мноштвото проблеми со кои се соочува градежништвото во овој момент, а кои сметаме дека доколку надлежните институции соодветно не се посветат и не преземат конкретни мерки за нивно надминување, може негативно да се одразат на навременоста и испосливоста на реализација на проектите, а со тоа и врз работењето на компаниите. Првиот проблем се однесува на значително поскапување на цените на градежните материјали и градежните производи. Зголемените трошоци заради поскапување на цените на репроматеријалите на светските берзи и проблемите при трансфер во глобалниот синџир на снабдување предизвика раст на цените на градежните производи. Со тоа што се доведе во прашање исплатливоста на реализација на одредени проекти, особено на оние проекти каде што не е предвидена клизна скала и каде што се предвидени фиксни цени и непроменливост на цени во текот на изведба на проектот. Како резултат на глобално движење на индустријата, состојбите со снабдување на суровини за производство во моментов е многу тешка и многу суровини може да се набават само по многу поскапи цени. Проблеми имаме и со снабдувањето, времетраењето на испорака на потребните репроматеријали за производство на градежните производи. Истовремено, времето на испорака е еден од најбитните и најсуштествените елементи при креирање на цена на производ кој се произведува поготово во нашата република. Овие чести непредвидливи промени доведоа до тоа да одредени наши производители пробаа во рамки на нивна моќ да ги амортизираат овие удари, но сепак неизбежно се зголемување на цени на одредени производи кои се користат при градбата. Така да само за илустрација, за појаснување, според наши анализи на неколку групи производи, поскапувањето се движат до 80% за челикот, бетонското железо и арматурата до 30%, до 25% за дрвото и верката и оплатата до 25%, до 50% синтетички цевки, плочи, геомрежи, геотекстили, до 30% за заштитни предмази, одредени хидроизолации, епоксиди и полиуретански смоли, до 20% за производи од битумен и масла и до 30% за производи од сувата градба. Ова се само дел од поскапувањето кои мислиме дека се многу битни во овој момент за градежништвото. Имајќи ги во предвид овие ценовни поскапувања, да дополнити со други проблеми со кои се соочува градежништвото во ек на пандемијата, а со оглед на драстичниот пат на реализација и резултатите кои ги пројавија годишни компаниите за 2020 година, очигледно дека се созреани условите за креирање пакет мерка со кои ќе се убложат негативните ефекти и пред тие да се продолжат. Сдруженијето за градежништво и индустрија на градежни материјали и неметали стои на располагање да ги приложи сите своји анализи, да ги даде на располагање сите своји капацитети и во соработа со надлежните институции да се придонесе конкретирање на соодветни решенија за поддршка на македонските компании. Вториот проблем кој би сакале да го нагласиме е предложениот текст за закон за измена на Законот за работни односи, кој веќе е објавен на страната на единствениот национален електронски регистар на прописи. Сметаме дека предложените решенија во Законот за работни односи ќе имаат сериозни негативни импликации, ќе доведат до сериозни негативни последици при работењето на градежните компании. Сметаме и сме сигурни дека во време на пандемија и во пост-ковид кризата, период кој ни следува, дека само доколку се посветиме на зголемување на продуктивноста на нашите капацитети и креираме мерки и активности кои би довеле до зголемена продукција, а со тоа и до дополнителна додадена вредност кон процесите, би можеле да ја пребродиме кризата успешно и би можеле да бидеме двигатели на економскиот раст, како што и се очекуваше од наша страна. Нашата држава имала ограничени можности за развој, така да само од сработеното може да живееме, а тоа е од зголемената продуктивност на трудот. Исто така мораме да земеме предвид дека за разлика од други дејности градежништвото, извршување на работите во истото е директно зависно од повеќе фактори кои влијаат директно. Тука би накози само 4 кои се посебно битни, а тоа се временските услови. Значи градежните компании не работат со ист интензитет во текот на годината и во текот на сезоната во која стварува најголема продуктивност.
Сето тоа зависи од временските услови и од климатските фактори, поради што мора да се дозволи да се користат сончевите и убавите денови за работа. И вториот услов се роковите. Реализацијата на градежните капитални, но и проекти од јавен интерес и проекти предвидени за приватни инвеститори имаат определени рокови кои мора да се запазат и заради тоа реализацијата, не само реализацијата, туку и во текот на целиот викенд, доколку не се работи во недела, би дошло до прашање до продуктивноста на целиот процес, а со тоа би ги загрозиле и роковите на изградба. Спецификите на градежните материјали исто се така дел од аргументите наши зошто во недела не би требало градежништвото да биде изземено. А тоа се одредени градежни материјали, значи бараат свој континуитет при изведба и согласно на нивните својства бараат одредени постапки да се преземат во определено време и тоа не може да зависи нити од било каков фактор човечки, нити од никаков законски пропис. Сето тоа би требало да зависи од технолошкиот процес, кој е четврта причина зашто ние инсистираме во недела да се работи, а тоа е технологијата при изградба. Значи, во определени временски, во определени проекти, капитални и големи, седоци сме дека одредени процеси кои се неопходни и нужни, се извршуваат во определен временски период и нема отстапување од истото. Така да, континуитетот на изведба и спецификите во кои што работи градежништвото се тема зошто ние би требало да работиме и да располагаме со времето слободно, се со цел да направиме поголема реализација, попродуктивен процес и со тоа да ги градежните компании оставиме сами да креираат свој развој. Поради ваквата природа на дејност градежништвото не сме да трпи никакви ограничувања, ниту со закон за работни односи, ниту со никакви други пропишани или посебни закони. Затоа апелираме на надлежните институции да ги преиспитаат предложените решенија и да остават можност градежните компании да го организираат работните процеси согласно потребите за успешна реализација и договорените рокови. И што подразбира ден од недела да биде ден за градежништвото како стопанска гранка, секако доследно применувајќи ги сите одредби од законот за работни односи и права на работници, што и до сега беше случај. Само уште на крајот би нагласил дека досегашниот тек на пандемијата доведе до тоа градежниците максимални напори да вложат се со цел да ги задржат своите капацитети, да го одржат продуктивноста при работењето, се со цел да може да издржат, да истраат и да излезат од оваа криза се појаки. На крајот би сакал да упретам еден апел до нашето надлежно министерство, тоа е Министерството за транспорт и врски, како и Министерот за транспорт и врски, да недвосмислено и ефективно ги подржи овие наши заложби, ги разгледа, се увери во истите и веруваме дека ќе имаме една голема подкрепа во Министерството, во нашата борба, во периодот кој ни следува, со што би се заштитиле над 55.000 вработени, би се одржале во форма над 5.000 компании кои работат во градежништвото, но не би имале пречка ни при реализација на капиталните проекти, што значи дека цел овој бенефит бараме на крајот како корисник да го сносат граѓаните. За денес толку би било, за детални информации спремивме ние една анализа која ќе биде доставена до сите новинари, така да ве молам доколку има некои прашања, тука сме да одговориме. Благодарам. Доколку имате почитувани медиуми прашања, повелете, да, повели Наташа. Андреа, споменавте дека имате зголемување на трошоците до 80%, меѓутоа она што е евидентно во моментов, кога зборуваме за високо градба, значи во моментот во Скопје нема цена на метар квадратен под 1250 евра. Се движат од 1250 дури до 1900 евра за метар квадратен, зборувам за во центарот на Скопје. Кој е трендот? Ќе продолжи ли поскапувањето? Значи, вие на еден начин си го амортизиравте ударот од повисоките цени, меѓутоа на крај пак цехот го плаќаат граѓаните. Градежништвото не се сведува само на високо градба, поскапувањето на цени поготово се имплицира на капиталните објекти и објектите за кои што постојат јавни набавки, а знаеме дека единствен критериум за јавна набавка е најниска цена во моментов и токму тука се случуваат големите проблеми. Со оглед на тоа дека сите во високо градбата претежно се приватни инвестиции, секој
инвеститор си ги креира своите цени на пазарот, доколку може со истите цени да го продаде својот производ, тој производ е пазарен. Таа цена е пазарна. И тука немаме ние многу дилема како поскапувањето на материјалите би се одразиле на цените на квадратите, дали тоа ќе го платат граѓаните, затоа што граѓаните треба да оценат дали ќе го платат или нема да го платат. Наша констатација во моментов е дека со покачување на минималната плата и трендот што се најавува дека ќе се покачува минималната плата, а со најавените уште поголеми покачувања на репроматеријалите кои ги имаме во моментов, цениме дека цените на становите ќе растат. Со тоа што уште еден има голем фактор при креирање на цените во иднина, за кој што е неминовен и неизбежен, а тоа е застојот кој го имавме со мораториумите и потребата од стан повеќе во време на пандемијата, со оглед на тоа дека граѓаните увидоа дека во инвестирање во недвижнини е она што треба да го прават, оценија дека она што треба да го прават како инвестиција во време на пандемија, така да кратко и јасно нашето очекување дека цените на становите ќе растат. За колку би можеле да растат, тоа е првото прашање. Второто, споменавте за нискоградба дека проблем е ниската цена за кога зборувам за капитални проекти за учество на јавни тендери. Барате измени во ова? Не треба да биде критериум ниската цена само? Значи, ние учествувавме во креирање на законот за јавни набавки и единствена наша цел е критериумот на најниска цена да биде отфрлен. При креирање на законот наша среќа е донесен добро, но сега бараме креирање на услови за определување на најдобар економски оператор. Имавме тука средби со министерот Бесими и со вице-премиерот Бетити. Имавме и разговори со асоциацијата, тоа господја Сабина Факиш, во кој што побаравме итно и неодложно Бирото за јавни набавки да креира услови кои што би се бирале економски најдобри понуди, заради тоа што во моментов наше мислење е дека процесите дисперзираат кон законот и ниеден добар закон не може да ја долови суштината на самиот закон. Ние бараме метод како процесите до пројавување на јавна набавка и изнаоѓање на најдобар економски оператор да дисперзираат, се со цел законот за јавни набавки да може да се искористи во потполност. На кратко, значи овој закон за јавни набавки е добар закон за јавни набавки што со определени критериуми и подзаконски акти ако не ги уредиме, ќе го изгуби своето значење. А за тоа колку ќе се покачуваат цените на становите, стварно не знам да ви кажам во овој момент, со оглед дека сме во најтешкиот момент за градежништвото во време на пандемија и не знаеме тој колку ќе трае. Дали има други прашања? Јас сакам да прашам, здраво, Мирјана од МИА. Повели ми. Значи Серафимовски рече дека се потребни посебни мерки. Не ми е јасно дека се созредени условите за нови мерки. Дали мислите конкретно на посебни мерки за градежништвото само? Значи за креирање. Да. Значи, Да, со оглед на тоа дека сме една од најголемите 3 стопански гранки и со оглед на тоа дека успешно одолевавме на кризата и со оглед на габаритот кој нашата гранка кој има, а тоа е голем број на вработени, голем број на компании, моменталните состојби ги оценуваме за толку лоши, да мислиме дека е прав момент сега да се креираат мерки кои ќе се однесуваат конкретно на градежништвото. Градежниците, кажавме, ги користат мерките, глобалните мерки кои ги донесе владата во нивните пакет мерки за поддршка на стопанството, но сепак верувајте дека тоа не е доволно. Главна причина е тоа многу големото зголемување на репроматеријалите и најавата за уште поголемо зголемување на репроматеријалите со тој со градежните производи во периодот кој следува. Но може да ни кажете конкретно, например, што барате? Имате направено некаква пресметка, проекција? Значи, ние имаме анализа за тоа колку се покачени градежните материјали, колку се градежните производи покачени од почетокот на пандемијата до денес и врз база на таа анализа ќе побараме состанок со надлежните. Ние денес таа информација ја доставуваме до највисоките инстанции на нашата комора, пошто рачунаме дека и они треба да бидат загрижени колку и нашето здружение и рачунаме дека на повисоко ниво би требало да разговараме се со цел да го решиме овој проблем. Значи, како што кажав, начелно бараме да се амортизира ударот од зголемување на цените, поготово на проектите со кои што цената на чинење се одредува како критериум за одредување на најповолен економски оператор била најниската цена. Затоа што знаете, нашата логика е доколку нашите компании работат за потребите на државните институции
по пределени цени кои се најниски, а цените на репроматеријалите поскапеле 30, 40, па дури челико до 80%, тогаш речеме дека ние во моментот помагаме на државата, не ни помага нас државата. Бараме само да го вратиме процесот на наша страна, затоа што нема да издржиме. Добро, мислев конкретно пари колку ќе барате, тоа ми беше прашањето, ама добро. Немаме никаква прогноза затоа што не сме ни почнали да разговараме со. Ова е најава. Секогаш најавите прво на вас ви ги кажуваме се со цел да ни помогнете во процесот. Дали има други Епа прашања? кратко само под прашање ме интересира, ако споменавте и испораката, време траењето на испораката дека сега е проблем. Само како паралела, предходно, пред пандемијата, еден контејнер од Кина, за колку време стигаше, а колку време сега го чекате да стигне? Значи за проблемот е што не е проблемот за контејнерите од Кина. Значи проблемот е што не можеме да стигнеме до репроматеријали кои се од Европска унија и од земји кои не се во Европска унија, а се во наша близина. Претежно тоа производителите на репроматеријалите го бранат со намалени капацитети на производство, а поголема побарувачка во моментов. Така да се случува доколку одреден производ од земји од Европска унија за да стигне до нашиот пазар требало од 3 до 4 недели. Сега никој прво не ни го гарантира крајниот рок на испорака, а верувајте дека испораката трае дупло. Дали имаме други прашања? Да, дали се слушаме? Да. Ги споменавте и мораториумите, но еве општина Центар оваа недела се најавува и се очекува да донесе повторно суспензија на повеќе тупови во општина Центар. Дали тоа ќе има некакво влијание? На што Бил влијание? вашиот став? Па еве доколку повторно има мораториум, односно суспензија, повторно нема да се гради, ќе се ревидираат тие тупови, нема да се издаваат дозволи за градба. Како ќе влијае тоа? Ако ме прашувате како ќе влијае на цената, што поголеми застои во градба, ќе треба да очекуваме поголема цена во иднина на становите. Што се однесува до нашиот став за дали ќе се покрене суспензијен мораториум, ние како здружение сме на став дека правото на сопственост треба да се почитува и треба да се спроведуваат и почитуваат законските одредби и прописи при добивање на одобрение за градба. Како здружение, уште на почетокот на процесот на мораториум го поддржавме самиот процес, ценејќи и мислејќи дека во многу кратен рок би се задоволиле потребите на целото општество. Како општествено одговорно здружение, ценевме дека освен правото на градба и освен потребата за градба би требало да се задоволат и другите потреби на граѓаните и тоа е неминовно заради тоа што живееме сите во едно исто општество. Но сведоци сме дека после 4-5 години и утврдивме дека немаме конкретни резултати од ревизиите на дуповите и немаме конкретни благодети од мораториумите. Едино што имаме е желба да не се гради. Затоа ги повикувам затоа ги повикуваме сите државни институции да си почитуваат закон, да си почитуваат право на сопственост на имот и да се ги почитуваат законските одредби, затоа што градежништвото огромен капитал изгуби во минатиот период не градејќи. Се надеваме дека нема со пуштање на дуповите, какви што беа без ревизии и доколку нанесуваат штета на населението, се надеваме дека нема и населението толку да биде оштетено, покрај толку долг период за и можност за санација на дуповите.